почитуван градоначалник на општина Македонска Каменица, почитувани гости от експерименталното театърче от Делчево, почитувани дами, среќен 8 март, да го славите уште многу години празника. По повод Меѓународниот ден на жената, денеска во Домот на културата во Македонска Каменица ќе отвориме изложбата на цртежи и слики на нашите представници од литературната секција, кои што во изминатиот месец беа многу трудолюбиви, каде што покажаа голема уметност. Не само денеска, туку во следниот период истите слики ќе бидат изложени овде во Домот на културата. А нашите представници од секцијата ќе продолжат и овој месец да работат, каде што ќе очекуваме веќе следна изложба за Велик ден. Јас нема многу да должам, значи ќе ве поздравам, ќе давам малку говор на Климентина Соколовска, нашата наставничка, да ја отвори оваа изложба. Повели, Климентина. Здраво на сите и добре дојдовте. Огромна чест и задоволство е што баш денес ја отвараме изложбата на дела изработени при ликовната секција. Најпрво упатувам честитки по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, ден кога се одбележува борбата за економска, политичка и социјална равноправност. И иако календарски е одреден само еден датум, без двумење ќе споменам дека равноправноста, почитувањето и љубовта треба да бидат застапени секојдневно. Затоа среќен и исполнет нека биде секој ден, а верувам дека денес среќата е уште поголема. Горда сум што стојам пред вас и ја најавувам оваа изложба на амбициозни млади личности, кои се дел од ликовната секција. Веќе одреден период се дружиме за време на предавањата и како ментор не можам да не упатам пофални зборови кон секој еден од нив. Тие покажаа дека се многу вредни, љубопитни и со успешност ги завршуваат зададените задачи. Кај секој еден од нив е присутен огромен потенцијал кој верувам дека ќе продолжат да го развиваат. Ликовната секција започна со цел да им се обезбеди на најмладите да се запознаат одблиску со ликовното творештво и полека да се развијат во критичко перцептивни личности. Благодарејќи на Домот на културата, веќе имаат можност да работат во простор обезбеден само за нив. Делата кои што може да ги видите околу вас се изработени од страна на нашите учесници. Досега работевме на разни теми и тие имаа можност да се запознаат со разни техники, а крајните резултати се навистина восхитувачки. Пред да ги разгледате делата, би сакала да упатам мал совет, како кон нив, така и кон сите други. Би сакала да кажам да не се фокусираат секогаш на талентот, бидејќи за многумина тој е круцијален за постигнување успех. Но според мене успехот се должи на дисциплината, упорноста и вежбањето. Тие навики всушност обезбедуваат развивање и напредок на личноста без разлика во кој поле да работи. Затоа секогаш трудете се, работете и резултатите ќе дојдат сами по себе. Баш така со огромен труд ја реализиравме и оваа изложба. Уживајте во истата. Благодарам. Благодарам на Климентина. Сега ќе поканам една од учесничките во литературната секција да се обрати. Здраво на сите, јас сум Мата Дмитровска, учесник во ликовната секција. Пред се можам да кажам дека ми е чест и задоволство што учествувам во оваа ликовна секција. Би препорачала на сите помлади личности кои што имаат таленти, да се ценат сами себе, да ги ценат своите таленти и да се надоврдуваат со учество на вакви секции и настани. И благодарам и нашата менторка Климентина Соколовска, која што се посветува на нас. Работиме со неа, научивме многу нови работи и тоа било што можам да го кажем, да искористам оваа прилика да сите припаднички од нежниот пол да им почеститам празникот 8 март. Ви благодарам. А сега можете сите да ги погледнете нашите изработки, а воедно ќе ве замолам сите што ќе ги погледнете сликите, значи да се префрлиме во големата сала каде што нашите роднокрајни автори ќе по повод празникот 8 март ќе читаат значи своји лични творби, како и експерименталното театарче од Делчево ќе ни се представи со одреден скеч каде што да го разубавиме овој ден. Повелете.
Teo?